Štip и Истокот ке станат бастион на СДСМ и победата, а младите доктори со вистинскиот избор на 15 јули ќе останат дома во државата. Тоа го потврдува одлуката на новите 68 лиценцирани доктори чиј избор е работа во Македонија, рече на завршната трибина во Штип министерот за здравство Венко Филипче. Минатата недела 68 доктори положија испит за лиценца во лекарската комора. Го земавме списокот од комарата за телефонски да ги искомуницираме, заради тоа што го спремаме здравствениот систем за кризата која што очекуваме дека ќе дојде на есен. 37 од 68 доктори сакаат да работат у ковид центри. Другите у патронажните сервиси. Ни еден не рече дека сака да иде у Германија. Ниту еден. Сите ќе останат тука ќе работат при нас. Освен инвестициите во здравството, во изминатите неполни 3 години Истокот станал место на инвестиции и вложувања. И покажуваме за 2 години. 2 години во кои што ги носевме сите храбри одлуки. 2 години во кои што планини поместивме. 2 години во кои што станавме членка на најмоćниот сојуз НАТО. 2 години во кои што ги решивме сите проблеми. Потврда за тоа се обезбедените средства за изградба на деценискиот сон на Штипјани брана на река Отиња. Таа брана е брана која што ние ја започнавме. Таа брана е брана која што другите не ја ни споменува. Таа брана ние ќе ја изградиме. Заради тоа ја барам поддршката, заради тесниот интерес на сите вас на Штипјани, потребна е поддршката од владата на Зоран Заев. Заради тоа што кога пред една година разговарав, се борев, се договорив дека брана во Штип треба да има. Тоа е најкомплексниот проект за Штип, најважниот, најдобриот за идниот развој. Тоа го побаравме. Тоа ни го одобри Зоран Заев. Парите стојат на сметка. Да не дозволиме тие пари да бидат пренаменети во некои други објекти и проекти со некоја друга влада. Ништо помалку важно за СДСМ не била ниту родовата еднаквост. Не постои еднаквост доколку не постои еднаквост помеѓу мажите и жените. Родовата еднаквост е важност за која ние како социјалдемократи се залагаме. Државите во кои што постои еднаквост помеѓу мажите и жените покажуваат највисока оцена на скалата за среќа. Државите во кои што родовата еднаквост е вредност се држави со висок приоритет и економски најразвиени. Завршната трибина во Штип доаѓа по 20-дневна кампања и интензивни средби со граѓаните. Завршуваме оваа наша кампања, влеговме во секоја една улица. Бевме во Сењакот, бевме во Тузлакот, бевме во Бабите, бевме во центарот, бевме во Сателит мало, бевме во Ново село, бевме во Карорман, бевме во Три чешми, бевме во населе Станица, бевме во сите наши урбани заедници, затоа што секој наш граѓанин заслужува да го слушне нашиот глас, да го слушне нашата мисла, која што не води према светла иднина. Од Штип кандидатите за пратеници на СДСМ ги повикаа сите жители на Истокот и на изборната тројка на 15 јули да излезат масовно на гласање и да го заокружат бројот на иднината и просперитетот бројот 3.